љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Имавме една ситуација, се качив од 2 на вториот кат, знам, со стомакот по едни скали, немаше лифт не во студентски прашања канцеларија, кај што има овие професорите, и сега за да прашам као во 1 или во 12 резултати од испитот, а јас со токав стомак од 2 буквално се качив и професорката као порано, некои 2 сати отидов, викам ај ќе пробам, пошто имавме нешто работа околу факултетот тука, и викам ќе пробам да дознам 2 сати порано и вака ладно крвно ме откачи на некој начин и рече ќе си дојдете во 1 сат без разлика на мојата состојба воопшто не изначеше, жена не изначеше, не би ја именувала. Почитувани, ви благодарам што сте заедно со Мама Визија. Ви благодарам што ќе бидете нашето друштво во следните 1 час од прилика. Верувам дека и изборот на денешната гостинка во Мама Визија, уште една прекрасна мајка, ќе биде интересен за гледање за вас. Ја гледаме по телевизиските екрани, по медиумите, но во една друга улога. Таа е пратеничка во собранието на Македонија од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, но овој пат во Мама Визија во улога на мајка, најважната улога во животот, Жаклина Пешевска. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Мајка сте на 3 деца. Ќе ги поздравиме Стефан, Марија и Матеј. И веднаш ќе започнеме со почетоците. Ајде прво, како започнува вашата љубовна приказна со вашиот сопруг Александар? Нашата љубовна приказна почна пред негде 20 и скоро и 5 години со се врската заедно. Мои другари всушност 2-3 години го зборуваа Александар. Цело време го збореа Аце од Маđари, јас сум девојче од Ѓорче, сега живееме во Маđари, таму имаме куќа. И откако се омажив сум таму. И неколку години го зборува и после некои 3 години од прилика, токму периодот кога почина мојата мајка, излегов со колеги од факултет, заете така малце да се промени атмосферата околу, да речам, големата загуба наша фамилиарна. И тога се запознав со Александар. Она што ме плени кај него беше во тој период што беше редок човек што целосно ме разбира во каква ситуација сум во тој период и ми пружи максимална поддршка. И после, откако веќе после некое време почнавме да бидеме во врска, некако се договоривме и ја и тој имавме исто мислење дека не сакаме маратонски врски долги. И навистина само година и 7 месеци бевме во врска и потоа одлучивме да се земеме. Само што јас лично не очекував, веќе на 24 години ние се земавме. На 25 веќе бев бремена со првото дете. И сега во тој период сметав дека сум многу млада, се уште го немав завршено факултетот, завршив инженер-технолог, дипломиран инженер-технолог и некако кога шок ми беше огромен кога забременив со првото дете. Во тој период, за жал, сега не го делам тоа мислење со тој период, сама со себе не си го делам мислењето. Размислував да абортирам, затоа што мислев да го завршам факултетот, да имаме барем некој одмор, да бидеме како слободни, како пари, така натаму. Пресудна улога имаше жената, докторка гинеколог, кај која што отидов за да ја провериме и да ја потврдиме бременоста. Таа воскликна и само ми се обрати, јас нели најавив дека правевме тест и дека најверојатно сум бремена да официализираме и таа воскликна и само рече честитки Жаклина, благословена си меѓу жените. И мене ме пресече буквално и ми објасни дека со години наназад таа се бори со стерилитет, веќе и кај млади жени се бори со стерилитет и од оваа временска дистанца кога си размислувам, ние сме направиле одлична, сме завршиле одлична, да речем, задача или улога во на млади години. Така да сега веќе ја можам слободно да ја терам својата кариера, а моите деца веќе се возрастни, да, видете, младоста, па и по одминатата
бременост си носи своји и предности и недостатоци. Јас можам слободно да споредам, ако првото на 25 го роди, второто на 29, па третото на 35, некако плански ни се раѓани децата, него и правени, него пример ние кога одлучувавме колку деца да имавме, зашто за сите теми да имаме, сме разговарале, да. Тоа е добро. Разговаравме дека да имаме барем 2 деца, ама ако забременам со трето, да не абортира. Прво, јас не би го поднела. Второ, љубовта кон голема фамилија се ствара или се раѓа во семејството во кое што потекнуваш и живееш. Јас потекнувам од семејство со 6 деца. Со оглед на тоа, да, еве со политичар не е лесно да се води интервју затоа што можете вака мислам дека сами да си ја раскажете целата приказна. Прекинете ме слободно. Посебно пратениците имаме голем проблем. Океј, прекинете ме. Не сакам да бидам некултурна, но сакам да одиме хронолошки. Кога веќе сте кај оној момент кога дознавате прв пат дека сте бремена, велите, еве, ајде присетете се на моментот како дознавте. Каков беше тој момент? Каков беше тој ден? Дознавате, направивте тест? Да, како беше? Нели веќе доци циклусот и веќе се сомневаме дека сум бремена. Правиме тест и тој веднаш покажува дека е позитивен. Ја прво се утепам од плачење, имав една јатрава која што ме тешеше, сопругот се веселеше, викнавме друштво кое што се свирачи и ајде се веселиме, они се веселат, ја плачам и така натаму и за некој ден отидов на гинеколог, кога веќе ме убеди со, да речем, со една реченица. Не дека ми беше лесно, со првото дете го заврши факултетот, ама па детето се погоди, првиот син Стефан многу мирен. А бременоста? Како беше бременоста? Бременоста фина. Фина за разлика од второто пак беше многу бесно уште во стомак и знаев дека ќе биде и ден денес е ќерка ми многу амбициозна и да речам на моменти ја векаме дури хиперактивна. А третото, дали поради возраста и тешка бременост имав, и за трето дете, иако докторите очекуваа многу лесно да поминам на пораѓајот, го имав најтешкиот пораѓај од сите три. Ама се програмирав кога помина и долго време ме шија и така натаму, саат типол, се програмирав дека сакам да го заборавам целосно пораѓајот и породувањето и најверојатно го потиснав во себе. Само ми беше важно кога ќе ги отворам очите да го видам бебето и веќе од утрената се посвети на бебето и знаете како, кога ќе станеш многу млада мајка, ги гледаш одредени работи што на подоцна возраст не ги гледаш. Со третото бев многу свесна дека ми е последна шанса да имам бебе, да уживам во мајчинските денови кога ги дојам, пошто сите три интензивно ги доев. Така. И некако таа зрелост што на 35 ја имав, ја нема валда на 25 кога станав со првото, многу повеќе сака време да поминам со него, иако третото пак на 7 месеци го оставив кога веќе бев интензивно вклучена во политика. Да. Ќе одиме и со тоа, да не брзам, хронолошки за да им ја доближиме вашата приказна, мајчинската приказна, како одела, велите дека имавте лесна бременост, но се уште немате завршено факултет. И сега тоа е еден сериозен предизвик пред една млада девојка која што и јас секогаш велам кога ќе дојдат мајки што се реализирале во 20-тите, размислуваш за излегување, нели, забава, а сега животот ти се сведува во сосема друга насока. Факултетот го ставате во застој тој период или додека сте бремена? Значи јас со голем стомак задачите ги решавам на маса, а теоријата ја учам легната. Пошто ја бев многу слаба, со 45 кила се омажив, а големи плодови релативно за мојата тежина имав. А сите па пораѓаи тешки беа, само што третиот, ако вака градација имаме, третиот најтешок. И ќе подмирам све дома, семејството, што треба како треба, и вечерта, без разлика кој ми е на гости, без разлика какви обврски имам, приоритет ми беше факултетот. Некој завет оставив на мајка ми, зашто таа многу се посвети на мене и мислам дека се што постигнав во животот всушност е нејзина огромна заслуга. Никогаш ниту ме карала, ниту ме тепала, но имаше еден авторитативен однос со нас и некако беше така многу посветена кон мене да го завршам факултетот, многу полагаше така надеж во мене и знаете кога ќе видите дека а само со неј зарастев, кога ќе видите дека буквално си го посветува животот за вие да успеете, на крај кога веќе почина, јас веќе
месец дена откако почина, јас веќе го давав, го спремав пред последниот испит, затоа што сметав дека заветот према неа даден, дека морам да го исполнам и тука тој беше приоритет, кога ќе си го зацртате, без приоритети и тајминзи во животот не можете да успеете. И добро, Жаклина, какви погледи добивавте кога одевте трудна на факултет, од професорите? Ете, во тоа е пред 20 на години, дека е кој знае колку одамна, но сепак не е исто како денеска. Денеска малку тие стереотипи и табу теми се поместени, но тогаш сигурно не било така. Немало многу трудници, предпоставувам, ваши колешки. Ја искрено да ви кажам, не се оптеретував. Тоа што, нели како велат, тоа што зрачиш, тоа привлекуваш. Да. И јас бев пуна самодовера, прво се омажив од љубов. Значи немав дилема со партнерот со кој што имам дете. Бев свесна дека сакам деца, само можеби не во таа возраст, окей. Ама имавме една ситуација, се качив од 2 на вториот кат, знам, со стомакот по едни скали, немаше лифт. Не во студентски прашања на канцеларија кај што има овие професорите и сега за да прашам као во 1 или во 12 резултати од испитот, а јас со токав стомак од 2 буквално се качив и професорката као порано некои 2 сати отидов, викам ај ќе пробам пошто имавме нешто работа околу факултетот тука и викам ќе пробам да дознам 2 сати порано и вака ладно крвно ме откачи на некој начин и рече ќе си дојдете во 1 сат без разлика на мојата состојба воопшто не изначеше, жена не изначеше, не би ја именувала. Така да еден лош момент што окей, ја не се оптеретува во ниеден момент. Како да ви кажам, дури со сите 3 бременности, не со првата, со другите 2 веќе работев интензивно до последни месеци на бременост. Не се оптеретував со тоа дека бремена, па да имам некои стереотипи. А велете дека имавте тешки бременности, сите 3 ги карактеризирате како тешки бременности. Тешки зашто бев слаба, да. Тежината беше поради тоа што имате голем плод. Тоа било причината. Да, генерално големи плодови, да, спрема мојата тежина, да. Так. Дури сопругот ми имаше сликано на вториот пораѓај кога одам со ќерка ми буквално вака во грбот, кога влегувам во клиника. Воопшто не изгледа дека јас сум бремена, освен треба да се свртам во профил па стомачето да ми се познае. И со сите бременности 10 до 12 кила сум поправана, не сум само стомак. Само стомак. Буквално дури кога излезев од пораѓај бев веќе да речам она што треба да работиш да го стегне стомакот. Мера си. Тоа е секоја жена, секоја трудница го посакува просто. А што просто. Некоја таква, не знам. И генетика, генетика е, најверојатно, поима немам како е. Сигурно. Ајде сега околу породувањата, бидејќи некако паралелно ми ги кажувате, па ајде паралелно раскажете ми како беше првото породување, второто и третото. Па градација права. Првото го чекав 17 часа ме чека, некој не знам, така објаснува докторите дека силен цервикс, јак цервикс и не попушта, не се отварам така брзо. А силни болки имаш. Со 17 часа го чекав првото, сите 3 ми се природно родени. Второто за 6,5 сата и третото за 7,5 сати. Така баш тензично беше за третото. Ама видете како првото ви изгледа многу страшно затоа што прв пат се соочувате со тоа. Барем ја така го преживував. И се уште од болница вика второ нема шанси, значи да добијам. За 1 година и јас сакав второ. И сакав овакво женско и одев по сите вака по бутици каде што работев кај што имаше детска облека, ја ги барав сите женски вака да ги разгледам малишта и си замислував како девојчето ќе му правам кики, како ќе му ставам обетки, како нели ќе го фустанчиња, све. Цветчиња. Се раѓа Марија се раѓа како за машко. И не знам колку обетки имаше, ако и ставиш обетки, она ги корнеше и ги фрлаше. Не знам колку обетки имаше изгубено. Не знам колку кики стегачи, додека не порасна. Значи, она кога намереше да се облече цела во шарени облеки, она ќе се облечеше и за инат еднаш дури имам слика како ја искарав и за инат заспана едно мало токацко масиче. Значи, скроз спротивна од првото дете ќерка ми беше. Значи, таа беше уште од бебе, не смеев да оставам во количка сама. Таа знаеше со ножето да се фати на вако и да се изврти, не да можеше и да падне од количка. Ја пргава, значи многу. И ден денес е таква, само што е нормално како веќе 18 години урамнотежена. И буквално јас миев садови и во количката вака ми беше погледот. Значи оно беше такво дете. Да тргнете поглед. Не. Секунда. Првото буквално го оставав на
на кревет и јас ќе му го пуштам само телевизорот и него му играат фигурите, му се движат. Ја 3 сати ќе исчистам куќа, ќе направам ручек, ќе го земам, ќе го пресоблечам, ќе го надујам, пак го враќам, такво бебе беше. Со Марија беше 500 на сат, ја викам. Третото слично беше на Марија, да, најтежок пораѓај, многу тежок. Ама пак природно се породив, некако најверојатно има врска и упорноста и на мајката и на докторите. И како слуша мајката, нели? Да, дали слуша. Да. Тоа многу е важно. Јас некако цело време како да си се подреков за третото дека со царски ќе барам да се породам, пошто знаев дека тешко се породувам. Ама докториве ме опуштаат цело време дека дека треба брзо да се породам, а всушност ја од старт имав високи болки, нели лицете ги прават. Да. Негде дока и 95-100 се движеа болките, а сепак 6 по 7 сати таму како се мачев на некој начин. Ама видете, сето тоа се заборава, како да ви кажам. Тоа сите го викаат. Да, ние сега кога го разговарам со мајки, го разговарам као еден дел епизода од животот. И тоа е тоа, не очајувам се. Што да правам? Поминало и така е сега, секој е различно. Не можеме да го смениме тоа што поминало. Не можеме точно. Јас велам сега кога пред малку рековте се трудам да се трудела да го заборавите тој ден и да не го мислите сега тоа е болка, ама сладки маки, како мора ги векаат да старите. Да цица, грчеви имаше страшни мате до 3 месеци 4. Така пред вас предизвици милион и како рече една наша гостинка овде, треба енергијата не за породувањето, туку да ја чуваш од после ти треба. И јас велам, вие се труделе да заборавите и ќе се јави после 20 години некоја Александра и ќе ме потсети на тие. Тоа е дел од животот. Програмот е најбитен во мозокот, ништо друго. Да, многу е важно да знаеме, да одиме подготвено во родилиштето како жени, да не бидеме неуки во 21 век. Се породувавте во приватни или во државна? Во државна клиника. Со првото имав многу време, многу книги читав. Дури оние рецепти за подготовка за кашички, а кисне во кујна со кашички, ако не ќе овош на зеленчукова, буквално се му правев и кога ќе му кажувам сега колку броколи јадеше и кромит, вика, леле, колку си ме мачала. А беа многу убави кашичките, обавезно ако станеше јас си ги доедав, зашто беа многу вкусни. Ама со него има време да читам. Ама целото искуство што со него ете предност, можеби, млада, слободна, мислам, нема поврски, освен испитите нормално и домаќинството да го одржуваш. Па го применував и тоа не е баш малку, како го кажат. Па не знам. И јас се обидувам да ве замислам што се сте правеле во тој период. Па таа е некоја природа, ја можеби хиперактивна што ја имам, што супругот вика 100 работи одеднаш фаќаш. Ама ако не фатам, ја не знам на друг начин да функционирам. Оваа работа сега што работам, па дополнително сватив дека како карактер само под притисок функционирам многу ефективно. Што не е баш така едноставно, ама не знам, се организираш и сите тие книги што ги читав тогаш, после ги користев, не морав да ги читам за другите деца. Ама многу испитував, истражував, пример, многу ми беше интересна констатацијата во едно списание како мајката се трансформира жената во мајка, пример. И за првото дете вели дека чувствата мајчински после неколку месеци од породувањето се создаваат. И јас сега како е можно ова сега, ако детето го носам, сигурно ја се поврзувам со него. Уште во бременоста. Уште во бременоста, ама она што го читав беше целосна вистина, затоа што кога го гледав вакава Стефан во болница, он беше едно дете, ја секогаш го викам дека тоа ми е дете по нарачка, затоа што сопругот на еден ручек си посакувавме желба какви црти да има детето. И Стефан се раѓа со сите најубави црти од фамилија. Дури кога се роди со плави очи, нема видено такви очи, плави кадифени, како од плиш очи. Сега му се прозрачни плави. Јас се чудев на кого плави очи. Ние и ни сопругот немаме плави очи. Свативме дека на свекор ми има плави очи и сега си го нарачувавме каков нос да има, какви заби, каква уста да има, све, и он се раѓа као цртано дете. Со образи едни пуни, со едни очи кадифени, црвени вака усти, буквално ваква физиономијата ја има од мене наследено. И ја го гледам вака и стварно од почетокот немаш чувства како силни како мајка, со мате веќе сакав уште од стомак да го видам како изгледа, затоа што и малце покасно. Зрелоста го носи тоа. И малце покасно се појавуваат тие чувствата за мајчинство, веќе со Марија
уште од кога ја родив, веќе си ја сакаш, не дека не сум го сакала ја Стефан, него тие чувства, чувството пребирање за да- во мајката, малце И траат. да влезеш во таа улога, Во улогата. повторно ќе речам, уште не ти е јасно што се случува Па, со, да. со тебе. И Барем ја така го чувствав, сега не знам, може другите мајки имаат друго искуство. Ама ова од читање па викав ми се потврди во вака во животот и сега за да. третото, бидејќи Стефан беше поборник посебен да го задржам. И за третото сакав да абортирам затоа што тогаш имав други амбиции. Сакав постдипломски да го продолжам факултетот во делот на безбедност на храна. Сакав да се вработам во една еминентна фирма во Скопје. И некако приоритетите кога сватив дека сум бремена веќе скоро 2 месеци веќе сум била. Некако како сите лаги да ми потона, месец дена се размислував дали да го абортирам. Буквално ослабев 5 килограми, сите мислеа дека сум тешко болна. Во бременоста слабеете. Слабев, да. И после тоа Стефан цело време само ме прашуваше мама дали му направи нешто на бебето. И имав тешка грижа на совест. И како одлучив, исто пресудна беше гинекологот, жена. Истата? Не, друга. Само што кога отидов, ја не ја кажав веднаш за абортус, така чекав, затоа што веќе беше по одмината возраст и веќе мислам бременост. И по одмината бременост и ми беше страв како може да има, дали може да има последици. И таа веднаш ми ја пушти покрај ехото срцевата реакција. Најверојатно имаше проценето и јас се срушив од плачење. И она кога ме праша, Жаквина, што ти е? Ја вака и правам само да се смирам и ќе ви објаснам што ми е. И викам јас мислев, планирав да го абортирам. И ми вика трета среќа не треба да го абортираш. Размисли добро, ја после некое време одлучуваме заедно. Сопругот ми даде целосна слобода да одлучам, што ја многу му бев љута заради тоа што прво заедно сме го зачнале. Второ, не можам сама ја да донесам и да носам тежина цел Таква живот да одлука. абортирам дете. И трето му реков, па после известно време кој гарантира дека ти нема да ме обвиниш за убиство на нашето дете. И една моја пријателка која што за жал млада почина од Маđари, тој веднаш ја викна, комшика ми беше. Веднаш ја викна и таа ме пресече со една реченица. Ми рече, ако толку не го сакаш детето, роди го и да посвои ми го, дај ми го. И сега имаме еден случај на посвојување во нашето семејство, за кој што не би сакала да зборам, пошто е многу емотивен. И тогаш размислив, мајка ми знам колку патеше за тој случај. И тогаш и реков, не би поднела да моето дете живее во комшии, а да не ме вика мамо. Да. Ама и какви реченици сте добивале магични реченици и од првиот Тогаш случај ми дава- кај гинекологот, сега од Ти ми соседката? дава- Да. Тогаш Господ си ги реди некако работите. Чудна Јас сум работа. верник. Без разлика публиката може да си има своји ставови, јас сум верник. И мислам дека си ги реди и луѓето и нештата да ви се случуваат. Све си ситуациите. има точно пресметано. Причина. И зошто се случува тоа? Мате го раѓам, значи мате као трето дете, јас со сите нели идеи за мојот живот. Тешка бременост во 6 месец се сопнувам едно камче на улица, паѓам месец дена не ми зараснува рана на колено, ми загнај. 300 глупости ме снајде у таа бременост, тежо пораѓа се, ама го раѓам мате и почнуваат сите работи, дури и работи што не сум ги замислувала, да ми се редат една по една. Ете, Јас судбина. многу пати велам дека Господ ми го покажал дека не е тој пат што сум сакала ја да одам, нели постдипломски, друга фирма овона. Сум требала да го одам овој пат што тој ми го одредил. Да, најтешкиот, ама со многу успех на крајот. Ама не можеш да прекосиш на судбината, нели? Не можеш. А чекај, со Матеј е тоа што ми кажавте, на телефонски ми кажавте, дека сте со Матеј сте оделе и сте го доеле на испит? Или тоа беше со Стефан? Со Стефан. Кога бевте на факултет, тоа се случуваше дека... Да, свекор ми, кој што е покоен, Бог да го прости, тој ми го возеше заедно, нормално јас во кола, и ја одам на испит, тој го чува на паркинг во кола, и ја искачам од испит, после за да го надојам детето, да. Со Стефан беше тоа. Со Значи, Стефан го заврши факултетот, а со Матеј завршив оние до квалификација за наставник. Така, да. Да, со Марија За немаше наставник, шанси ништо да значи, заврши. Вие можете И наставник, да. професор да бидете, Да. всушност. Да, тие 5 испита ги дадов, да. Како ме интересира како дечињата кога
Стефан и Марија реагираа кога мама беше трудна и дека имаат братчеве, како реагираше Стефан? Имал 4 години кога сте останале бремена со Марија според пресметките. Подоцна веќе поголем со Матеј. Многу зрел. Како реагира Стефан многу зрело, многу свесен, од секогаш било такво дете. Марија е друг карактер, ама во сите тројца ние сме не така како во едно семејство сплотени во кохезија и ние си ги споделуваме проблемите без разлика какви да се и секогаш сум разговарала некако биле послободни со мене да било која тема и најстрашната тема да им е да ја споделат со нас. Да. И мислам дека тука има многу голема улога во перципирањето на работите, посебно многу во реагира, пример кога го раѓам Матеј, Стефан и Марија имаат ципаници. И сопругот им брани да не влегуваат во спалната. Он оди на работа, они до тогаш стојат вака на прагот и го ѕиркаат бебето. И он оди на работа, он врска нема дека јас ги пуштам во спална да влезат. Затоа што едноставно од читањето книги знам дека бебето 6 месеци или 3 месеци, не знам сега точно не памтам, го има имунитетот на мајката. И додека дои и ја ги пуштав и да го допрат и да го што И што им велевте, не кажува на тато? Па не знам, валда сум им кажувала, поима нема, ама дури јас сум многу практичен човек. Докторката кога кажав дека пред да не пуштат од болница дека имаат ципаница, таа рече изолирајте се максимално. Ја кам чекај се, ако живеам негде во странство во една соба, кај ќе се изолирам максимално? Децата на тераса ќе ги ставам да спијат. Нема логика, Матеј е роден во јануари, е ужасно ладно. Ладно, да. Нема логика, ја идев од таа логика, некој јас ги пуштав децата и стварно Матеј не фати сипаница, фати после кога порасна. Да, ама нема тоа никакви нема правила. логика, не. Ако ве прашам, кој ви беше најтешкиот момент од мајчинството? Кој би било тоа? Најтежок, кога се соочуваш со безбедноста или со здравјето, нели, предизвици има со здравјето на децата. Стефан на 2 години оперираше полип, а само пред 2 години мајка ми почина од рак на дебело црево. Која пред некоја година го претепа во град. Марија 2 пати фаќаше ладна пневмонија, што е многу подмолна, тешка за откривање. Супругот ја осети, ја слушна и ја викам, не, млеко е што ја дојам. Таа па колку беше тешка и за доење и за хранење. Таа ќе си знацица интензивно, 3,5 години цицаш Марија. Ќе си знацица интензивно и со 3 пати вака, ја викав, Риголета вака, буквално фонтана правеше, она ќе си споврати. И она не се поправаше никако. И моравме тактика со докторката применувавме, да променуваме, да почнам да ја хранам. И ако ја храниш плюка, и сопругот во раце, на едниот крај од салонот јас ја чекам со лажичката, ја пикам лажичката, ама за да заигра да не го плюкне јадењето, он ја буквално ја трча низ салонот. И секој седно ден ја чекам пак со лажичка. И тоа беше многу макотрпно за да постигнеш да почне да се поправа детето. Каква енергија е потребна тоа да се вложиш? Па ги применува сите, видете се, ако ќе се посветите како родител, нема да спиете ноќе кога има температура, кога ушиња им се воспалени, кога лежите во болница, многу малку спиете, инфекции фаќате заедно со нив се. Ама, како да ви кажам, пак дел од животот. Влегувате во политика како мајка. Да. Која беше пресудната нишка за да се одлучите да влезете во политика? Првенствено, како карактер, ја уште од дете, како дете сум била многу повлечена од најстарата сестра која ми има чувано покрај мајка ми има кажувано, ја на тоа не се сеќавам. Многу повлечена и одеднаш после тоа во средно стануваме вид не бунтовник, него правдолюбец. Секогаш сакам правдата да истерам и знам да се расправам и со професори и ден денес е тоа така и сватев дека прво што кога говорам некако привлекувам луѓе да ме слушаат. Тоа не го знаев од почетокот. Кога влегов во политика не знаев. Имав предрасуди дали ќе бидам успешен пратеник, така натаму, никош не ни сонов дека ќе бидам пратеник. Партијата ме номинираше. Поривот да ги менуваш работите. Ја имам таа една природа, можеби е малце незгодно да зборам за себе, ама од она што ми го кажуваат и граѓанските здруженија, па и многу институции, да ги туркаш работите. Ни фалат луѓе во општеството кои што ги туркаат работите.
а ја ако се зафатам за одредена работа, нема работа што не сум ја истуркал. И тој беше поривот. Плюс веќе во локалната во Газибаба бев приклучена со унијата на жени, таму се моите, Да. да речем во јас како член на ВМРО, да, сум почнала од Ѓорче Петров, ама интензивно со теренски активности во Газибаба интензивно почнувам. И тоа после првото дете. И најверојатно партијата те препознава дека ги туркаш работите, дека си способен човек за големи активности, за големи акции. Значи никогаш немав ја предрасуди. Да, имав и одличен тим, цело време имав одлични тимови кои што ми помагале, луѓе кои што ми се наоѓале, ама знаете кога ќе станете успешна приказна, потоа и самите луѓе се леп. А ја имавте поддршката од семејството, Цело време. од сите ја имавте поддршката? Па не од сите, не од сите. Најбитно беше што сопругот и децата ме поддржуваа. И во најтешките моменти кога беше битна таа кохезија во семејството, не сите. Да, добро, Па и од но сепак семејството не сите. Знаете како, пример, моето семејство реагирало, можеби, знаете како, заштитнички спрема мене. Па што бараш во политика, прљава работа. Прљава работа, видете, прво јас се најдов во политика, се пронајдов, што ја не знаев дека ќе бидам способна за тоа. Ама од друга страна си зацртав принципи дека ќе го терам чист политички мојот пат. Да, можете да се погледнете во огледало и немате. Не само јас во огледало, туку и на сите луѓе во очи. Да. Значи, ако зацрташ принципи, ако ме прашаат што те одржа во политика покрај семејството, поддршката од партијата, можам слободно да кажам, моите приоритети да покажам дека може да постои некорумпиран политичар, и мисија ја остварив. Да. Но кога сме кај политиката, се случи еден период кој што е на црна дамка, еден лош сон под наводници за вас, 27 април. Апсење, вашето семејство го гледа сето тоа. Кога ќе кажеме најтешки моменти во мајчинството, претпоставувам би го ставиле и тоа во овој кош, затоа што сигурно како една мајка не ви било лесно да го поминете тоа. Раскажете ми со што се соочивте овие денови? Како мајка зборувам. Да, не е воопшто лесно да го поминеш, затоа што кога си на јавна функција, сваќаш дека не си само ти на јавна функција, туку и цело семејство. И сега и кога си на акутен шок, како што беше тој период, барем така го диагностицира лекарите кои што го имав ја преживеано, се на акутен шок и цело семејство. И сега видете, вие го сваќате нормално дека вашиот живот е јавен, ама кога ќе бидат повредени вашите деца, вие имате огромна грижа на совест. И прво што се борите, барем во нашиот случај беше така, да ги одржите децата нормално. Не беше воопшто лесно, затоа што иако Матеј, пример, беше 4,5 години. Матеј знаеше, мислам дека осеќаше, можеби не знаел, ама осеќаше све точно што се случува и во еден момент, нели, во домашен притвор доаѓаат полиција, контрола да извршат дали си дома и така натаму и сега знаеше да ме праша дали цајците тепаат. И ја викам, значи, пример, големите Стефан и Марија ги носев на психијатар, а така ги одржував и со мои... Тие тогаш имаат колку години? Стефан има 15, Марија има 11. Марија денот кога ме апсат, претходниот ден правевме, ја пишував домашна француски, пошто учев француски во собрание. Спремав материјал за буџет, така остана материјалите на маса кога ме апсаа со бајлето. А со Марија правевме од пластелин, ги правевме планетарниот систем и ги правевме на како кутија вака од кондури превртена, со силикон лепевме стапчиња да буквално бидат како 3D планетите и сите во различни бои ги правевме. И Сабајлето ме апсат, а таа се спрема, ги зима планетите, ранецот и оди во школа, буквално ни чавне и реков. И после ми текна дека тој ден не сум ја ни прашала за ужинка дали имала пари. Стефан и Матеј разбираше и ме прашуваше, така ме подпрашуваше дали цајците тепаат. Не, вика, мама, тие ми се колеги, работиме заедно како јас сум пратеник и тие мене ме чуваат, ама вика зашто има пиштол. Сад гледате, детето е 4,5 година, детето е логичар. И ја му викам на полицајецот, дојди малце, викам, направи му една жвака да пукне со раката на Матеј, за да се олабави, да не биде во грч. Многу тешки периоди беа додека стигне пресудата дали ќе бидам во ефективен или домашен притвор. Олесна што беше во домашен притвор.
моите колешки пријателки ме зафркаваа дека почиста не ми била куќата и поукрасена за нова година. Што ме одржа во тој период, ќе ви кажам две реченици од Стефан на крај, што ми ги има кажано. Во тој период прво пишував све што ме гушеше во ноќите. Дневник или книга? Книга која што имам почнато не е завршена, ќе биде валда на поодминати години мои. Цртав на платно. Да, и читав една книга која што ми ја поклони еден мој другар. Се вика Духовно будење од Отец Пајси. Книга која што во тој период не можев да ја читам поред, нормално. Ама добра е таа книга што се кратки приказни. Всушност Отец Пајси бил калуѓер кој што ги примал луѓето кои што имале мака и кои што си ја кажувале својата приказна, и тие се кратки приказни по пола страна. Има на крај заклучок Отец Пајси кажувано пишувано. Засебно може да ги читате, не мора последователно. Кај ќе отворите таму можете да читате, не морате поред. И ја бидејќи не бев во состојба да читам поред, и ја кај што ќе отворев беше како пишувана за мене. И тука валда Господ си ги замешал прстите. И кога веќе малце се подосвестив некој трети, четврти ден после апсењето, сватив дека огромна неправда децава ми трпат ради мојата кариера и огромна грижа на совест имав, и седеш ноќе, буквално не спиеш тие ноќи. И синот ме прашува, другите спијат, Стефан ме прашува: "А мама, што ти е?" Вика: "Што си се замислила?" Ја викам: "Па мислам дека неправедно трпите огромна вакво неправда заради мојата кариера, и ја мислам дека треба да се повлечам од све. И од пратеник, и од председателка на Унија на жени, бев тоа што во Газиво." И тој вака само ме гледаше и ми рече: "Мама, ако ти е тешко, те разбираме и повлечи се, не треба да се мачиш. Ама," вика, "од друга страна, не ја вреднуваш нашата жртва." И вака го На гледам. 15 години го кажа. Да, ја го гледам и вака и како викам, прво силни зборови ми кажа. И само се свртев и викам: "Заради вас ќе продолжам." Тоа ви беше, таа реченица ви беше Пресврт. тие моменти, некогаш ете повторно една силна моќна реченица, овој пат од вашето дете ве наслучува што Да. треба да направите. И после некоја година држам некоја годишна конференција на Унија на жени, и Стефан објавува на Инстаграм слика кај што јас вегувам во преполна сала во филхармонија со жени и пишува "Woman who writes history." Жената што ја пишува историјата. И тоа да го види една И ја мајка. вака се го гледам, ја почнав да плачам и викам: "Вака ме доживуваш, вика, па ти не си свесна каков човек си." Видете, нема поголема мотивација од тоа да трите деца ви речат: "Мамо, ние се гордееме со тебе. Планини ќе срушиш." Да, како не. Продолжив и ништо не ми е тешко. Прединамична е мојата кариера, многу А кажете обврски, ми, да. Ама кажете ми, си издржува. како го пребродивте психолошки тој период? Велите одевте на психолог? На психијатар, да, психолог, све што требаше, све што ми кажаа тогаш направив. Читав, цртав, пишував. Да немаш, знаете што е битно? Работа и само работа е за секоја траума или болка лек. Да нема умот слободно време, затоа што не како викаат, слободен ум ѓаволска работилница. Да е зафатен умот, да не ти лета во разни сценарија. Завлегуваш во сценарија што ти се имагинација. А ти мора да бидеш пред се мајка, да сготвиш. Во тој период имав жена што ми чистеше и што ми готвеше. Не бев способна воопшто ни да бидам ни жена ни мајка. Најболно ми беше што не можев да бидам мајка, и мате го чуваше во тој период, ама прво многу имав поддршка од фамилијата, многу поддршка од пријателите, многу од партијата. И веќе после тоа животот е, знаете како, продолжува. Да, можам да замислам, мате имал само 4 години, сигурно не било лесно тоа да се изорганизира, и покрај тоа што сте вие дома, психата е многу силна работа и треба да научиме да ја контролираме. Велите дека се враќате на вашата позиција, дополнително сте председател на Унијата на жени. Сакам и овде на кратко, бидејќи немаме премногу време, во некоја можеби друга прилика повеќе за тоа како функционира, и за оние кои што не знаат на кој начин функционира таа Унија, што е она што вие како Унија на жени правите за мајките во Македонија? Унијата на жени е структура во партијата ВМРО ДПМН и е голема структура.
Негде имаме 78 општински комитети кои што функционираат низ цела Македонија, кои што се, да речам, делегираат преку активности преку извршениот комитет, иако откако станав председателка, целосно им дадов слобода на жените низ цела Македонија да работат активности според според карактерот на општината во која што живеат, затоа што едноставно активности што да речам поминуваат во урбана средина, не поминуваат во рурална средина, што е многу важно. Многу е важно да покажеш на овие позиции, да покажеш човечки моменти. Јас секогаш им бев достапна на жените и еден вид пријателство имам со нив. Кога треба се работи. Имам принципи. Кога се дружиме, кога сме во природа да вежбаме, и тоа го правевме, вежбаме, се смееме, пикници си организираме и така натаму. Оно што е многу важно во општеството да сватат дека жената, покрај тоа што ние секогаш функционираме со бројки и статистики, иако сме 51%, иако сме доволно застапени, доволно 40%, па не знам колку е доволно застапени на пратенички советнички листи, што според мене многу пати го имам кажано дека таа квота не се рефлектира во општеството, затоа што во трудоинтензивните дејности и во многу важни клучни области имаме повеќе застапени жени, тоа е во образование, здравство, социјала. Сметам дека на извршни министерки имаме само 3, градоначалнички имаме само 4, тоа е, да речам, поле на кое што треба многу да работиме, затоа што многу малце жени се нафаќаат да станат градоначалнички, секогаш приоритет им е семејството. Второ, треба да се жените економски силни, затоа што и да работат, затоа што иако сме да речам, половина од популацијата, половина од таа популација не е активна на пазарот на трудот, а сепак се поедуцирани, барем статистиките го покажуваат тоа. Што направила досега Унијата за мајките За мајките за конкретно, мајки, за мајчинството? Видете сега, иако мерката за зголемување на инвитро бесплатните обиди од 3 на 6, јас ја објаснувам многу пати дека не е мерка за мајките, туку е мерка за брачните парови или двојките, ако не е брачни парови, двојките треба да се брачни парови кои што сакаат да се остварат како родители. Јас слушајќи ги сите тие приказни, иако сум протажер и мотиватор за жените што повеќе и што помлади да родат деца, и од своето искуство вакво го споделувам и многу пати ја споделувам мојата приказна дека не ви изостанува кариерата ако и животното прашање дали е куќа или стан, ако имате повеќе деца. Ние паралелно ги теравме сите тие работи и успешно ги тераме сите тие работи, затоа што кога имаш многу деца, приоритетот е да имаш поголема куќа и поголема куќа постигнавме, направивме, така да во делов да се вратам на прашањето, буквално помагам во сите етапи, да речам, жени кои што сакаат да се остварат дури на поодмината возраст, во делот на инвитро постапките, со совети, со поддршка. Многу пати реагираме до институциите, им го објаснуваме патот каков треба да го тераат и така натаму. Не сите се, да речам, информирани целосно за да многу е важно да им влезеш во приказната со таа поддршка што им ја даваме, затоа што видите 10 години сум пратеник и веќе имаш одреден круг поголем на влијание, многу е важно на овие, да речам, дали се помали групи или маргинализирани, не знам како да ги наречам, ама многу е битно да го искористиш твоето влијание за во институционална, да речам, поддршка, им помогнеш. Многу е важно. Значи нема мајка или жена која што ми се обратила да се оствари како мајка, дали е преку инвитро постапката или на друг начин, дали преку наоѓање на добар доктор, преку ургенција за ова слободно го кажувам, затоа што навистина треба да се бориме, не го знае секој патот што треба, секоја жена патот што треба да го оди во однос на институционално насочување, поддршка и така натаму. Така да во однос на Унијата на жени, да знаете дека секогаш сме третирале многу актуелни теми, буквално се што е актуелно третираме и огромна поддршка даваме на инвитро здружение кое што постои во Македонија. Не е само за инвитро здруженијето, туку и ги мотивирам преку тоа што им организирав, да речам, трибини или обуки. Прво имаме своја политичка академија, второ
организирав преку жени кои што работат на проекти, да ја едуцираат унијата на жени, да можат повеќе да аплицираат за проекти. Огромен интерес имаше, да речем, од руралните средини, го споделувавме, да го разговаравме. Ова буквално на секое поле мора да работиш. Знаете што еве јас ќе нотирам овде, ќе искористам приликата што сте овде. Досега гости, неколку кои што беа гостинки, кажуваат дека се соочуваат со сериозен проблем на патронажни сестри. Или воопшто не се јавуваат, или воопшто ги нема, или ако се јават, само ќе се јават на телефон. Значи сериозен проблем со патронажни сестри постои кај нас. Ова го кажуваат гостинки кои што биле во Мама Визија и воедно пријателки кои што останале, кои што имаат бебиња, ми го споделиле тоа како еден сериозен проблем општествен. Така што може би ете еден предлог од мене. За мене е нов момент, затоа што ние кога се пораѓав немавме проблем ние со патронажни сестри и тоа беа достапни и дури ако имаше проблем тие обавезно доаѓаа по неколку пати и иницираат да има прегледи на бебето и на мајката, но еве за мене е нов момент, еве кажувам дека не знам, ама можност да работиме и на таа тема. Третираме во собранието, па сум плюс председателка на комисијата за еднакви можности, буквално сите проблеми што се соочуваат жените ги третираме преку комисијата. Еве, нека биде некогаш и оваа точка на дневен ред што е можно поскоро. Ајде сега уште малце за вашиот приватен живот. Велите дека доаѓате од богато семејство. Зборувам многу члено семејство, кога ќе кажам богато семејство. 6 деца сте биле? Сте 6 деца. Тоа значи дека всушност вие кога размислувавте да станете мајка, посакувавте да имате многодетно семејство, имавте ли такви размисли, такви желби? Ја замислувавте ли полна маса за дечиња? Да, секогаш. Ако 6 деца спиевме како сардини вака на спалната и не ни пречеше никогаш, сакав да посвојам четврто дете. Веќе одмина возраста, ме потикна еден настан на СОС детско село, каде што децата кои што ја правеа представата за своите згрижувачки родители, буквално немаше човек што не плачеше во салата. И кога се вратив дома на сопругот му соопшти дека сакам да посвојам четврто дете, и тој си насмеа, прво рече: не си нормална, прво ти твоите 3 не ги гледаш. Мислам, добро, во интензивна политичка кариера. Многу често знаев да бидам отсутна од дома и сега сум, не дека не сум, ама си ги правам приоритетите да имам време со семејството и викаат на тоа дете ќе треба посебно да му се посветиш, ако веќе си решена така да останеш дома. И не се оствари тоа да посвојам четврто, да, секогаш што размислував да имам многу деца. И керка многу ме радува што моите 3 деца размислуваат дека треба да имаат партнери кои што ќе сакаат многу деца. Со повеќе деца, многодетно семејство. Кажете ми, растена сте во Ѓорче Петров. Ѓорче Петров. Како го паметите вашето детство и како изгледало тоа едно семејство со 6 деца? Вие сте и близначка, имате брат-близнак? Брат-близнак, да, и другите ми се сестри 4. Поради една семејна, да речем, приказна, не растеме сите 6 заедно. Има одредени поделби кои што и јазови кои што не сакајки ги живееш и мора да ги живееш. Тоа е можеби приказна исто што малце тешко ја говорам, ја зборувам. Но кога ќе се соберевме сите заедно беше убаво. Искрено, знаете како моето детство во Ѓорче Петров, јас ги чувам, мислам дека најубавите спомени од моето детство. Ние сме деца кои што денешниве деца не ги имаат искусено нештата што ние ги искусивме. Ние израснавме буквално на састав се вика, кај што се составува треска и вардар. Сега да ми овој памет не би се пуштала на састав да се бањавам, во тој период некако, знаете како, прво тогаш во малата имаше многу деца. Значи ние една партија жмурка на топка, нели, криенка на топка ја викавме. Така. Нели на зид има вако и на топка. Ја игравме пола ден зашто бевме од зградите над 40 деца. Не може сите да постигнат. Имавме фудбалери што имаше 2 метра чекор и тоа не можеш да го стигнеш утрчање. И сега знаете како, и после еден период јас се омажив и еден период имаше стагнација во малото, немаше деца. И после некои 10 до 20 години, најверојатно промена на генерации. И сега има повторно, знаете, кај што има згради има многу деца. И многу ме радува што ја многу пати го кажувам дека во селата има многу деца и дека селата ќе ни ја задржат и традицијата, да знаете, и демографијата. Ова ме изненадува. Баш имам впечаток дека ни се пусти селата. Не. Заради тоа што идеме на селски слави во Газибаба, еве пример Виниче ќе го земам за пример. Таму младиве деца кои што се тинеџери, како моите деца, и
тие немаат срам да се облечат во престилка и сите во исти мајци да бидат и да служат јадење во црквата. И затоа сметам дека зборите за оние селски слави. Да, таму ако не отидеш исто како подобри се селските слави дури од кампањи изборни, да знаете. Има осуда ако не отидеш сериозна, да, и мораш да одиш. Интересна констатација, баш би отишла. Да, и од тие селски слави сватив дека селата ќе ни ја зачуваат и традицијата и демографијата. Жалам што сте ја загубиле вашата мајка на многу млади години. 22. Да, многу млади години, но како ја паметите? Колку се поистоветувате со неа? Колку сте слични? Колку личите и физички? Колку и во начинот на воспитување на децата? Каква беше таа? Физички мислам дека не знам, не толку ретко ми имаат кажано дека личам на мајка ми. Во една ја памтам вака, прво беше лична, убава жена. Имаше и широка насмевка, колку и да имаше животот зададен на удари. Многу често, можеби секој ден знаеше да плаче, но ќе речеше ај пушти на радио и беше тогаш многу актуелен Тоше Проевски. Имаше хит на денот, не знам, со години. И пример, Сонце во твоите руси коси ме асоцира на мојата мајка. Не била плавац, темна, црна била, ама игравме танго во нашиот стан во Ѓорче. Ке речеше само пушти едно оро да свртиме после незиното тагување и така натаму. Пошто и беше едното дете дадено после 20 години го најде и така натаму. Една широчина во душата. Замислете, таа била од 16 години во Свети Николе потекнува, од 16 години работи на Норма во Килимарат кај килими. Потоа се преселуваат во Скопје и тука и почнуваат проблемите во првиот брак. И после тоа се вработува како чистачка во музичкото средно училиште. Ако денес прашате кој е Станче, во музичко ќе ви кажат сите легендата. И она ми е добар пример и репер, дека во животот не ти е важна функцијата, туку ти е важно каков човек си. И сега бев брзо во Америка на пат и еден директорот на музичкото средно училиште ми праќа скриншот од една објава на една позната пејачка и ми вели не ги зборуваат подобрини од тоа време сега професорите без да се почувствуваат навредени, што многу пријатели имам од нив и секогаш многу милувам да зборувам за мојата мајка со нив и многу ми споделуваат информации за неа. Ама ја спомнуваат секогаш тетка Станче. Тетка Станче станала со видете сега. незината. Како викате, една е мајка. Една е мајка, се согласувам комплетно. Покрај тоа што имала многу тежок живот, сепак била многу позитивна. За жал на 58 години многу млада починува од рак. И тоа е тоа. Да. Тешки судбини во речиси секое семејство. За жал, но ете ќе ја споменувате и ќе ја споменуваат многумина по добро и убаво е што еве овде го споделивте тоа со нас и со јавноста. Како вашите деца ги добиваат имињата? Само една реченица ќе ви кажам со која што ме води цел живот незиното воспитување. Велеше, кога ја прашував поради многу тешки ситуации во незиниот живот, заштитнички кон мајка ти настапуваш и сакаш да заштитиш дури на радикални сценарии, сум помислувала, ето тоа правдолюбивоста, цел живот што ме мачи. Таа ми велеше, немој мајка. Немој да си ја труеш душата со реваншизам, да им вратиш. Немој мајка. Значи, победи ги, понижи ги со добрина, за цел живот ќе ги понижиш. Ти си млад, ти не го сваќаш тоа така сериозно, стварно така, ама дојде време во животот која навистина е така, понижи ги со добрина, за цел живот си ги понижил, ама не се замарам воопшто со кој што прави околу мене, ви кажам искрено. Така ги учите децата. И вашите деца? Да. Некогаш имаме судир на размислување идеи, ама тоа е креативно, тоа е добро да има разлика во идеи и размислување како ги даваме. Прво имаме кумови кои што се старо кумство од Куманови кои што прифаќаат сугестија и плюс иако беа стари, се веќе починати кумовите, даваа предност на внуците да даваат предлози и обавезно има многу во фадет. Значи на ливче ми пишуваат 3 имиња, ти ставаат железна и книжна паричка и ти ми праќаат во болница едно бомбонерче мало, благо, и ја да одлучам да изберам од сите 3 имиња.
Така направи за сите 3 деца. Стефан го излобирал мојот сопруг и кумовите. Нели мајка ми е Станка, па да бидете, да не биде сега Станислав или така нешто, да биде Стефан, Но ја во носи нејзино првата- сеќавање као. Првата буква Да, и Марија е родена на 13 септември, помеѓу мала и голема Богородица, некако денот, пошто сме верници, сам си го донесе. И за третото беше интересно, јас веќе во одмината возраст, ова бременност и сопругот ми се возиме во кола и ми вика, мислиш за име за детето? Ја викам не. И вика, а предлог еден? Ја кам кажи, Матеј, супер. И така одлучивме за убави, Матеј. сите се три убави имиња. Да, супер. На самиот крај, која е вашата мама визија за нив? Сега дел од нив е се веќе големи, возрастни, Стефан е голем момче кој што сигурно сам си донесува одлуки, но мајката доживотно има визија приказна во главата за своите деца. Која е вашата визија за Стефан, Марија и Матеј? Најпрво да бидат добри луѓе, широкогради луѓе, да бидат успешни и да го работат тоа што го сакаат, нормално да имаат големи семејства. Ете, тоа е тоа. Големите А тоа не семејства се сомневам. Дај Боже. Посакувам се што им посакувате да се исполни. Ова е еден подарок, мало внимание од нас и од Многу ви благодарам, па сакам цвеќарницата. цвеќиња. Одлично, па секоја жена мислам дека сака цвеќиња, тоа е нешто посебно, верувам дека ќе го вклопите таму во вашиот амбиент, а тоа е цвеќарницата Фрида. Доколку не ги знаете, топло ви ги препорачувам. Се наоѓаат во Добро. центарот на градот, во близина на Соборниот храм, спроти Матица. Еве, А, поедноставно. Тука се доколку ви требаат поклони, еве одличен поклон. Благодарам. А секако и за себе, зашто да не, јас велам зашто Нормално. човек да не оди да си купи цвеќе Јас да знам си при го пазари украси. да си купам орхидеја, така да не е никаков Апсолутно. проблем. Ете сега на минување, кога одите на кај собрание, застанете Сто, до да, Фрида. супер, фала. И уште едно мало внимание, ова се Богарт, нашите пријатели кои што подаруваме од нив прекрасни, уникатни изработки. Може да си го отворите. Многу ви Се благодарам, поврзува. Се надевам дека ќе го вклопите во вашиот амбиент, во вашиот стил на облекување, ако не, па може да го подарите на Марија. Бидете сигурни. О, супер. Многу Фрида? убаво. Фрида Кало? Да, Фрида Кало, ја. Ете, Да, супер. Фрида е цвеќарницата. И црвена ми е омилена боја плюс, окей, супер. Одлично. Со здравје да Многу си ми е ги дра- носите ви обетките. благодарам многу. Ви благодарам од срце што ја прифативте оваа платформа. Чинам за прв пат да зборувате вака приватно, отворено, Да. со силни емоции. Да. Па ги избегнувам добар дел од темите. Може би не знам начин да преживеам. Благодарам што се охрабривте и благодарам што одбравте и покрај тоа што не ме познавате лично, ја одбравте оваа платформа и препознавте дека ова е вистинското место каде што испраќаме силни пораки за секој родител. А не јавноста само мајка. сака да слушне така малце да гребне и под површината на нашите животи, така да се надевам дека ќе им се допаѓа И ќе им интервјуто се допаѓа емисијата. и дека Благодарам, да. ќе научи некој нешто од вашата лична приказна. Почитувани, ќе ви се заблагодариме и вам што погледнавте уште една епизода на Мама Визија. Останатите епизоди стојат на YouTube каналот на Слободен печат. Не заборавајте да стиснете лайк за под ова видео и секако продолжете да се информирате преку Слободен печат.